6 научни труда, од кои 4 треба да се со импакт фактор, во иднина ќе бидат услов за добивање звање редовен професор на некој од универзитетите во Македонија. Ова е новината предвидена во Законот за високо образование, кој до крајот на месецов треба да се најде на ЕНЕР и да влезе во јавна расправа. Со Законот за прв пат ќе се воведе реизбор на редовните професори за 7 години, зашто ќе биде потребно во тој период тие да имаат објавено книга, дел од книга или учебно помагало, за да го заслужат повторно звањето редовен професор. Затоа како ќе се мотивираат веќе избраните редовни професори за кои нема ретроактивно да важи ова измена, законот предвидува друг механизам кој ќе ги држи во кондиција. Со извештаи кои ќе треба да го доставуваат до своето раководство, тоа се деканите, со менторства на постдипломски студии, на докторски студии, ќе бидат обврзани да се вклучат и во наставата и во науката. Нема да бидат после тие 7 години повторно реизбирани, но целокупната нивна работа, образование, наука, апликативна дејност, администрација ќе се валоризира и тие ќе треба да си исполнат задачата. Освен за редовните професори, повеќе научни трудови пред се со импакт фактор ќе бидат потребни за стекнување на другите професорски звања на универзитетите, како што дознава Телма за доцент и вонреден професор, ќе бидат потребни 5 научни труда, од кои 3 со импакт, додека за некој да стане асистент ќе биде потребно да објави 3 труда во научно списание. Министерката Јаневска не смета дека тоа ќе представува проблем за подмладување на кадарот на универзитетите. Ние предвидовме досега беше 2 труда за одбрана на докторска дисертација, сега предвидовме 3 труда, од кои 2 во импакт фактор. Тоа значи дека они автоматски исполнуваат услови за да бидат избрани во помлади асистенти. Јас се надевам дека во период од 2 до 3 години ние ќе ги пополниме празнините кои ги имаат катедрите на факултетите и дека ќе си добијат асистентски кадар толку колку што им е потребен и нема да има демонстратори, тие ќе работат на проекти. Измените во Законот за високо образование се прават за да се осовремена студиските програми, но и да се зголеми квалитетот на универзитетите и ангажманот на наставниот кадар во научни цели, со оглед дека за влез на еден универзитет на Шангајската листа е потребно тој да публикува 1200 научни трудови со импакт фактор, додека според информациите на Телма најголемиот универзитет во земјава Свети Кирил и Методи продуцира годишно околу 300 трудови со импакт фактор. Дополнителна новина во Законот е предвидената развојна компонента за универзитетите, односно тие во иднина ќе добиваат пари од државата според постигнатите резултати. Оние што ќе имаат најдобри резултати во неколку столба од нивната поставеност ќе добијат поголем буџет, додека оние кои нема да покажуваат резултати ќе добијат годишно помал буџет. Ќе се јакне контролата врз приватните универзитети кои не продуцираат квалитетен кадар, а ќе се прави целосна реформа на Агенцијата за квалитет на образованието, која одобрува студиски програми и дава дозволи за отворање на универзитети и факултети. Инаку Телма дознава дека Министерството за образование и наука ги повлекло средствата од тековните научни проекти на универзитетите кои ги финансирало МОН. Од Министерството е потврди оваа информација со објаснување дека средствата се повлечени поради нивна недоволна искористеност и пренаменети за други потреби, бидејќи на 15 декември се затвора трезорската сметка на државата и таа ги повлекува неискористените пари од буџетот назад од државната каса. Од Министерството за Телма информира дека истите средства ќе им бидат вратени на универзитетите во јануари од новиот буџет за да може да ги довршат проектите за кои добиле средства на повикот на МОН за финансирање на проекти од интерес на државата.